Поштовани гледачи, добре дојдовте во Дневникот на телеканал А1. На почетокот да погледнеме дела на она што ќе гледате во него. Гевгелија, дел од владиниот инвестицијски колач тежок околу 27 милиони евра. Почна реконструкцијата на железничката станица, а пристигна и петтиот од 6 нови воза. Музеј на живиот свет во Дојранското езеро ќе се гради во Стар Дојран. Флората и фауната на најмалиот езерски бисер пред туристите. 2 милиони евра лани, уште 2 годинава, Конче со планови за развој на општината. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска го прими комесарот за европска соседска политика и преговори за проширување на Европската Унија Јоханес Хан. На средбата двајцата соговорници разменија мислења за актуелната политичка состојба во Република Македонија и за можностите што поскоро разрешување на политичката криза. Надминувањето на политичката криза е од клучно значење за Република Македонија да може целосно да се посвети на европските реформи и да продолжи во остварување на евроинтеграцијските цели, истакна председателот Иванов. На средбата беше потенцирана неопходноста од што поскоро формирање на влада на Република Македонија. Бидејќи единствено со целосно функционални институции, државата ќе биде подготвена да се справува со сите предизвици. Во контекст на актуелната состојба, председателот Иванов изрази незадоволство од отсуството на јавна осуда на мешањето во внатрешните работи на Македонија од страна на некои соседни земји. Еврокомесарот Хан го запозна председателот Иванов за средбите со лидерите на политичките партии и изнесените ставови и истакна дека новата влада треба да биде доследна на европската перспектива и фокусирана на европската иднина на земјата. Председателот Иванов уште еднаш укажа дека нестабилноста во политичкиот живот и тензичноста во меѓуетничките односи се последица на предолгата статус-кво состојба на Република Македонија и побара по активен ангажман и поддршка од комесарот Хан. Комесарот Хан истакна дека постои зголемена свест меѓу државите членки на Европската Унија за неопходноста од деблокада на интеграциите и за таа цел е потребно формирање влада посветена на европските интеграции. Apparently it will still take some time. They should negotiate and they should take a decision in the interest of the country, its citizens. European perspective, it's about quality and not speed, and they should negotiate, they should demonstrate their democratic maturity, should have an excellent program based on the Brussels Agreement, commitment to the European perspective, and if this is the case, I'm very confident for the further future of the country. Платформата на албанските партии е диверзија, а Македонија може да се спаси и чува со обединување на најдоброто во неа. Се што е најдобро во Македонија мора да се обедини, порача струмичанецот и академик Митко Маџунков во неговото гостување во ТВ Нова. Откако сум дојден тука, повторувам дека Македонија е еднаш избришена од географската карта на светот, тоа е во Букурешт. Од тогаш таа влезе со едно свое мало делче во Југославија. И ние тука бевме скриени во федеративноста на Југославија. И никому не му пречевме. Ама кога излезе Македонија од рамките на Југославија, на сите им се причини дека е тоа некој дух од ламба кој излегува и кој сега го отвара повторно источното прашање и прашањето за Македонија и нормално дека сите агресивно тргнаа. Освен Србија мора да се призна и тоа затоа што 50 години живеевме заедно и за тие 50 години тие видео со каков народ имат работа, со какви луѓе се зближивме, се создадоа семејства, така што тука е ситуацијата многу подобра. Инаку сите други гледат како да се врати она првобитната состојба. Значи Македонија да ја снема. Гледате сега овој конгресмен американски, 30 години наназад. Во тоа е смислата и на тие усилби да се менува името, да не бутнат што поплитко во историјата. Како да сме од вчера. Еве сега да го промениме името,
ќе имаме држава од вчера или од денес или од утре. Тоа се бесмислици. Тоа е еден стар народ, тоа е еден јазик, еден од 4 канонски јазика на светот на кој воопшто можел да се шири светото писмо. Тоа цел свет треба да го чува. Особено словенскиот свет, Русија треба да застане за тоа. Да знае дека е тука омфалосот, дека од тука се почнува. Независно што некоја зема како своја држава, Бугарија, ово, оно. Ама јас еднаш реков, ако не знаеш историја, знај географија. Ако не знаеш кој си, знај од каде си. Македонија, она што е најдобро во Македонија, мора да се обедини. Јас верувам дека ова другата партија, да ја наречеме, јас не сум ни во една, ни во друга, ни во трета, не сум бил ни комунист, не сум бил ништо, ама сум свој човек и мислам со своја глава. Она што е најздраво во Македонија мора да се здружи, ние мораме да имаме средишна точка, ние немаме средишна точка и затоа тука преовладува, тоа го спомена во оној говор, еден невиден нихилизам. Се што е наше не чини. Што и да направиш не чини. Како може ништо да не чини? Може ли тоа? Или да е се добро? Со инвестиции на владата од 2,5 милиони евра се реконструираат повеќе железнички станици во Македонија, меѓу кои и постоечката железничка во Гевгелија. Деновиве се очекува да сообраќа и петтиот од вкупно 6 нови возови на релација Скопје-Гевгелија-Скопје, кој чини 25 милиони евра. Започна реконструкцијата и модернизацијата на железничката станица во Гевгелија, која е една од 10 железнички станици од коридорот 10 кои се предвидени во проектот на владата за темелна реконструкција. Паралелно со ова активно течат и капиталните инвестиции во железницата и набавката на патничките и товарните возови. Пред неколку дена пристигне и петтиот електричен воз CSR, кој ќе сообраќа на релација Скопје-Гевгелија-Скопје, а ќе биде пуштен во сообраќај за неколку дена. Ние очекуваме дека овој петтиот воз, со оглед на техниката и инженерите кои ще се тука од Кина, значи во наредните 15-20 дена да го пуштиме во сообраќај. Поставеноста на возот, значи возот е ова како што и ќе биде и прикажан, да стигнете во 3 камиони, тоа се специјални камиони со специјална придружба на целиот возен пат од Гевгелија, од Солун преку Гевгелија до Скопје. Владата на Република Македонија одвои 25 милиони евра за возот кој ќе сообраќа низ Гевгелија, а пак за реконструкција на вкупно 11 железнички станици обезбеди 5 милиони евра, од кои 2,5 милиони евра за железничката станица во Скопје и 2,5 милиони евра за 10 железнички станици од коридорот 10. Со набавката на новите возови задоволени се барањата на граѓаните, а капацитетот на патници во железничкиот сообраќај е зголемен за над 100%. Стануваме во Гевгелија. Компанијата Вори од Гевгелија го освои златниот медал во категоријата најдобар производ на најголемиот саем за широка потрошувачка во Руската Федерација и во Југоисточна Европа, Прод Експо 2017 во Москва. Како што соопшти Македонско-Руската стопанска комора, врвното признание следеше по освојувањето на вкусовите на бројните посетители и на стручните оценувачи на саемската манифестација која траеше до денеска. Златниот медал е освоен за трите исклучително квалитетни производи: ајвар, тавче, гравче и рижото. Македонската храна и вино во Москва, која ја презентираат компании од прехранбениот сектор и од индустријата на пијалоци, предизвика огромно внимание кај посетителите и што е уште позначајно кај руските увозници и дистрибутери, трговските ланци и неголемите маркети, како и кај други деловни луѓе. Во експоцентарот во Москва на Прод Експо 2017 година на 100.000 квадратни метри своите производи ги излагаа на над 2.000 компании од 57 земји од светот со 27 национални штанда, меѓу кои и македонскиот. Во таквата конкуренција значаен е успехот што го постигна гевгелиски Вори со освојување на врвното признание. Изминатата година во општина Конче се реализирани повеќе проекти во вредност од 2 милиони евра, изјави првиот човек на општината. Нови 2 милиони евра се предвидени за 2017 година, кои ќе бидат инвестирани во спортот, туризмот и во инфраструктурата.
Изминатата година во општина Конче се реализирани повеќе проекти во вредност од 2 милиони евра, а најмногу од инвестициите беа во делот на патната инфраструктура, канализационните системи, образованието, како и изработка на урбанистички планови. Ова го истакна градоначалникот на општина Конче Благоја Јованов, кој денеска даде отчет за сработеното. Од патната инфраструктура можам слободно да кажам како градоначалник дека сум задоволен од големиот проект кој што се реализира, тоа е рехабилитација на патот од раскрсница Ракитец, село Долни Липовиќ во должина од 6,5 километри, кои што средства беа обезбедени преко Европската унија врз основа на поднесена апликација од страна на општината. Исто така, таков голем, еден од таквите големи проекти кој што беше реализиран во 2016 година, тоа е фекалната канализација, изградбата на фекалната канализација во село Лубница, во должина од 5,5 километри и чиј што вредност е 260.000 евра. Тој исто така рече и дека во рамки на инвестирањето во делот на културата во изминатата 2016 година беа реконструирани и двата културни дома, едниот во населеното место Ракитец, а другото во Дедино. Покрај сите овие проекти исто така беше инвестирано и во подобрување на водоводната мрежа во населените места Конче и Долни Липовиќ. Сите овие проекти немаше да бидат реализирани доколку за овие проекти не се погрееше владата на Република Македонија преку нивните министерства, преку Министерството за финансии, транспорт и врски, Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој, Бирото за регионален развој и преку граничната соработка, проекти кои што беа реализирани преку гранична соработка и нормално буџетот на општината Конче. За 2017 година градоначалникот информираше дека се обезбедени 2 милиони евра со што ќе се реализираат и многу останети проекти, меѓу кои најзначајни се изградбата на спортската сала во село Конче, развивање на туризмот покрај брегот на езерото Мантово, како и изградба на неколку значајни патишта во општината. Грчките земјоделци денеска од 12 до 14 часот го блокираа патот кај Кукуш на 15 километри пред граничниот премин до Ирани на македонско-грчката граница. Преминот преку границата се вршел преку споредни локални патишта. Грчките земјоделци не ја исклучуваат можноста и граничниот премин до Ирани да го блокираат на неодредено време. Единствено сигурно е дека царината на до Ирани денеска ќе биде блокирана 2 часа. Не може да се исклучи можноста да го блокираме и на неопределено време. Тоа ќе зависи од резултатот од Генералното собрание и од она што ќе одлучи народот, изјави член на Комитетот за координација на блокадите во Централна и Северна Грција Томас Карипидис за државната новинска агенција АНА-МПА. Градоначалникот на Гевгелија пак Иван Франгов побара од амбасадорот на Европската унија Жбогар и од грчкиот амбасадор Јанакакис помош за деблокирање на грчката граница со писмото што го упати денеска. При тоа градоначалникот на општина Гевгелија побара помош од амбасадорите согласно нивните можности за деблокирање на граничниот премин Евзони. Поради како што се наведува реакцијата на голем број граѓани и представници на бизнис заедницата во општина Гевгелија, но и на партнерите и соработниците во соседна Грција предизвикани од штетите што ги трпат од блокадата на грчките земјоделци. Европската унија и подари 33 возила на македонската гранична полиција и на дирекцијата за справување со кризи. Донацијата, која еврокомесарот Јоханес Хан им ја придаде на овие институции, е во вредност од околу 800.000 евра. Домашните власти велат дека ваквата помош представува признание од страна на Европската унија за придонесот и справувањето на Македонија со мигрантската криза. Ова донација од 31 теренско возило во вредност околу 800.000 евра пред се е наменета за заекнување и недополнување на техничките капацитети на граничната полиција со цел нејзино полесно и поефикасно функционирање според современите професионални стандарди и полесно справување со предизвиците во борбата против меѓународните закани и прекограничниот криминал, а особено во справување со мигрантската криза. На некој начин, ова помош представува и признание
од Европската Унија за нашиот досегашен придонес и успешно менаџирање на бегалската криза. Размерите на овој предизвик со кој што се соочува не само Европа, туку целиот свет се без преседан. Причините поради тоа се комплексни и не постои еден единствен лек. Тоа што изискува е да им се помага на луѓето кои што се во очаена потреба за помош, како и да им се помогне и да се подржат земите кои што се обидуваат да се справат со оваа криза, додека при тоа целосно да се испочитуваат европските како и меѓународните стандарди. Помошта на Европската Унија не е само во полза на државните власти, туку тоа исто така и во полза на мигрантите и бегалците, како и во полза на вашите граѓани. Например, локалните жители ќе имат директна полза од дополнителната медицинска опрема за болниците во Гевгелија и Куманово, како и новите камиони за собирање на смет наменети за овие две општини. Дојран ќе добие музеј на живиот свет. Во соработка со Природно-научниот музеј во Скопје, во Стар Дојран ќе биде отворена музејската поставка, која осем експонати ќе има и интерактивен карактер. Тука ќе биде изложен и дојранскиот рак, кој неодамна бил уловен, а кој важи за показател за чистотата на водата во езерото. Најавата за отворање на музеј на живиот свет на Дојранското езеро во Стар Дојран вчера стана и официјална, откако се потпиша меморандум за основање на подружница при Националната установа Природонаучен музеј на Македонија, која ќе се наоѓа во општина Дојран. Подписници на документот се Природонаучен музеј, општината и регионалниот центар за животна средина со канцеларија во Македонија. Според информациите објавени на Facebook страната на градоначалникот Борче Стамов, во рамките на овој проект, општината ќе понуди нови интерактивни содржини од туристички и културен аспект за сите возрастни групи. Еден дел од музејот ќе представи класична збирка на флората и фауната од Дојранското езеро, но ќе бидат представени и интерактивни содржини за целосно и вистинско доживување на живиот свет во езерото. Целта на музејот е да придонесе за едукација и подигнување на јавната свест за живиот свет во езерото и неговата зависност од квалитетот на водата, како и да придонесе за напредок во неговата заштита како споменик на природата. Нашата обврска во целата оваа активност е да го уредиме едниот кат кој што ќе биде наменет за музеј на живиот свет на Дојранското езеро, кој што сепак чисто поставки би биле малку по-софистицирани, по-модерни, одразувајќи го модерниот развој на светот, она што е денешница, што нарекуваме и по-модерни технологии да се применат, а понатаму управувањето, неговото држување, истото управување ќе припадне на општината Дојран и на Природонаучниот музеј. Во просториите на Природонаучниот музеј вчера бил оставен и примерок од рак, кој според информациите на Facebook страницата на градоначалникот Стамов после подолг период бил уловен кај местноста Топлец. Ракот ќе биде даден на испитување во Природонаучниот музеј за да ја збогати колекцијата на експонати во новиот музеј. А во Радовиш синоќа се одржа фестивалот на родолюбиви и патриотски македонски песни Гоце Фест. Фестивалот постои 28 години. Последниве 5 се одржува и во Радовиш. Двете полуфинални вечери се одржуваат надвор од главниот град, а финалната вечер во Универзалната сала во Скопје. Синоќа во салата на Центарот за културата Ацо Караманов во Радовиш се одржа фестивалот на родолюбиви и патриотски македонски песни Гоце Фест. Музичката ноќ се одржа во чест на денот на раѓањето на нашиот идеолог и револуционер Гоце Делчев. На фестивалот настапија 15 на учесници. Најзабележителен настап според публиката беше на Перо Цаца облечен како Питу Гули. Јас веќе повеќе години работам на Питу Гули, не знам како да кажам, мислам дека за сите наши дејци, не сакам да ги двојам, имаме изнапишано многу песни. Чувствував потреба дека Питу Гули е послабо застапен. Да не кажам, ама баш една песна немаме. И така дојдов до идеја, еве ден денеска работам на тоа, инаку јас работам и со филм, спремам една многу убава, како да кажам, ајде едно сценарио да речеме кратко, за
Питу Гули. Како што истакна директорот на фестивалот Пеце Здравковски, фестивалот во Радовиш не се одржува прв пат. Соработката трае веќе 5 години и како што изјави и оваа година се потрудиле да ги натераат радовишани да уживаат во македонските патриотски песни. Па списокот е подолг, има 15 пејачи. Тука се да ги споменам вашите радовишани, Ванчо Тарабунов неизбежен, нели? Стојан Јанкулов допатува од Италија, ми се чини е на еден од тие печалбарите. Тука е Ани Малинкова, тука е Ристо Краповски, тука е Виданка Георгиева, тука е исто Јулија Радовишанка, виде се потрудивме што повеќе радовишани да донесеме овој пат. Фестивалот секоја година обезбедува и место за млади, талентирани пејачи. Пред 5 години фестивалот почна да се одржува низ повеќе градови низ земјата, така што првите 2 полуфинални вечери се одржуваат надвор од Скопје, а финалната во Универзална сала во Скопје. Вечерва фестивалот ќе се одржи во Крива Паланка. Гоце Фест се одржува по 28 пат годинава. Во продолжение на дневникот да го погледнеме блокот информација од светот. Сојузниот апелацијски суд одби да го врати во сила указот на американскиот претседател Доналд Трамп со кој на патниците на 7 претежно муслимански земји на 3 месеци им беше забране да влезе во САД и на 4 месеци беше стопирана програмата за прием на бегалци. Но оваа одлука веднаш реагираше Трамп кој на Твитер напиша: "Се гледаме на суд, безбедноста на нашата нација е во прашање." Советот од тројца судии од 9-тиот американски апелацијски суд одби да ја блокира претходната одлука на понискиот суд со кој се суспендира указот. Постои можност за поднесување жалба до Врховниот суд. Со одлуката на понискиот суд во Сиетл привремено е забранет указот, а адвокати на Американското министерство за правда поднесоа жалба до 9-тиот апелацијски суд за таа одлука. Судот во францускиот град Комар за 2 март го одложи донесувањето на конечната одлука за барањето на Белград по ранешниот косовски премиер Рамош Харадинај, кој беше уапсен во Франција да и биде предаден на Србија за да му се суди за воени злосторства сторени за време на косовскиот конфликт, пренесе Тањук. На сослушувањето во судот Харадинај се изјасни против екстрадицијата во Србија, изјавувајќи дека барањето на Белград е политичко. Тој пред судот изјави дека не вршел злосторства, туку дека ги штител цивилите албанци. Адвокатот на Харадинај, Аријан Коци, изјави дека очекува барањето за екстрадиција да биде отфрлено и неговиот клиент да се врати на Косово. Во судската сала присуствуваа мноштво приврзаници на Харадинај. Авион кој требаше да лета кон Буенос Ајрес се запали во текот на полетувањето на аеродромот Џо Еф Кенеди во Њујорк, пренесува Russia Today. Представници на аеродромот наведоа дека нема повредени патници и дека ситуацијата е под контрола. Fox 31 изјави дека на местото на незгодата веднаш пристигнале противпожарни екипи. Според овој извештај, од моторот на авионот се ширел голем пламен. Противпожарните служби на Њујорк потврдија на нивниот Твитер дека нивни тимови биле ангажирани на аеродромот по дојавата за пожар во леталото. Патничка која седела во соседниот авион на пистата на Твитер објави фотографија од пожар. Представник на аеродромските власти Стив Колман потврди дека пилотот на летот на Аргентина Airlines пријавил пожар на моторот доцна вечерта пред полетувањето, јави агенцијата Associated Press. Еврозоната мора да остане единствен блок, па затоа нејзините земји членки мора да ги спроведуваат заедничките обврски, изјави синоќа германската канцеларка Ангела Меркел. Според мене не постои прашање за две брзини во еврозоната. Еврозоната мора да остане единствена, истакна Меркел. Според неа, за обезбедување на таквото единство на еврозоната, нејзините земји членки мора да го спроведуваат сето она што ќе го договорат. Изјавата на Меркел следи откако во средата германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле изјави дека Грција ќе мора да ја напушти еврозоната доколку не ги спроведе обврските што ги презеде со договорените пакет мерки за помош на земјата. Притисокот врз Грција за спроведување на реформите мора да продолжи со цел земјата да стане конкурентна. Во спротивно, државата не ќе може да остане во зоната на заедничката европска валута, изјави Шојбле за германската телевизија ARD.
Да, тоа беше последната информација во ова издание на Дневникот. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.